Власта ги потврди информациите на Алфа дека компании кои веќе добиле државна помош за време на пандемиската криза сега нема да може да добијат субвенции за минималната плата. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики признава дека тоа е направено за да нема концентрација на државната помош на исто место и за иста намена. Клучен услов кој ја ограничува можноста за субвенции на дел од придонесите од 1197 денари повработен е фирмата да не биде корисник на државна помош за зголемени плати од 600 до 6000 денари. Истите тие компании кои што се корисници на оваа програма не може да бидат корисници и на мерката која што е покривање на придонесите за разликата на зголемување на минималната плата. И тоа е логично, затоа што распонот на зголемување на плата е од 0 до 6000 денари. Ние нормално не можеме да дозволиме да има две исти мерки за иста потреба и затоа е направена таква јасна дистинкција да нема концентрација на државната помош на исто место за иста намена. Од ваквата владина одлука изненадени беа и работодавачите. Во врска со реакциите на дел од компаниите дека се оневозможени да ги користат најавените субвенции за покривање на разликата во придонесите за зголемување на минималната плата, работодавачите веќе кажаа дека тоа не било фер за дел од компаниите, зашто посебно на помалите фирми помошта им била и повеќе од потребна. Ние ќе бараме принципиелно да си го одржи зборот владата, како што го одржи зборот за синдикатите. Дел сме од социјалното партнерство, товарот треба да биде на сите оние кои можат фер и договорно да го поднесат. Инаку повисокиот минималец од најмалку 18.000 денари треба да започне да се исплаќа од април за над 80.000 граѓани. Планот ќе стане оперативен откако процедурата ќе заврши целосно во парламентот. Мерката ќе тежи околу 16 милиони евра. За растот на минималната плата и пензиите, од владата потврдија дека немало потреба од ребаланс на буџетот, зашто според нив за се имало обезбедено средства.